Да, како што најавивме, одиме сега со директно вклучување со Александар Николовски, претседател на студентскиот парламент. Господине Николовски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најд. Вчера студентскиот парламент организираше еден настан ивент каде промовиравте студентски манифест. Можете ли да ни кажете за што се работи? Се работи по работка со 5 данија од држава Климент Охрид и Гоце Делчев од Штип, на југоисточна Европа, Скопје и Светјав како универзитетско собрание. Овој документ за да барање кои што наредниот период се со цел да кажеме дека се уште сме тука и позитивни промени во општеството. Се состои од 3 компоненти: преамбула, 7 клучни цели и завршен дел. Да, добро, што е поентата на манифестот, да ни кажете што барате со него всушност? Овој манифест беше испратен до сите политички партии кои што се во парламентарниот состав и е даден рок до понеделник до 13 часот. Ги повикавме во студентскиот културен центар на потпишување на манифестот, се со цел да се реформира високото образование. Во клучните цели кои што ги имаме наведено се бесплатно образование, воведување согласно праксата во регионот да се воведе нов финансиски модел во кој ќе се овозможи бесплатно високо образование за првиот циклус на студии, понатаму квалитет наспроти квантитет преку сеопфатна евалуација на големиот број на студиски програми на сите универзитети, формирање на национално студентско собрание преку измени на законот за високо образование, бидејќи согласно праксата во секоја европска земја постои национално студентско собрание, итни мерки за подобрување на студентскиот стандард, интернационализација во високото образование заради зголемување на конкурентноста на земјата, дигитализација во високото образование, односно во националната стратегија за млади е предвидена целосна дигитализација во високообразовниот процес, која што требало да започне во јануари 2024, но се уште тој процес не е започнат, а треба да е, и поголема финансиска и кадровска автономија на универзитетот. Тоа се клучните цели кои ќе ги бараме во наредниот период и од идната влада здравје после изборите да ги оствариме. Добро, имате ли некакви планирани активности? Еве, им дадовте рок на партиите, велите, до понеделник. Прво, да ве прашам дали имате некаков одговор, можеби од некој политички субјект, и доколку партиите не го прифатат вашиот манифест, што потоа? Тоа ќе биде одговор кон студентите, не кон нас. Ние и да не биде потпишан документот, ќе се залагаме тој да биде остварен со формирањето на новата влада, а они доколку не го потпишат во понеделник, тоа ќе ги покаже нивните цели и амбиции за реформи во високообразовниот систем. Да, добро, ви благодарам за ова вклучување, за ова објаснување. Знаеме дека студентите веќе подолго време се борат во поглед на подобрување на студентскиот стандард. И за крај, еве, како прашање, и што ви се понатамошните планови на овој поглед, освен манифестот, дали планирате некакви активности? Во однос на студентскиот активизам, ние како тело доста работиме за заживување на студентскиот активизам поради постоењето на апатијата кај младите и мислењето дека не може ништо да биде сменето. Организираме секоја недела големи настани на кои што доаѓаат студенти, се со цел да покажеме дека сме тука, дека се бориме да се подобрат нивните вештини покрај студентскиот стандард. Работиме и на многу делови односно покрај измени во законот и во политиките за студентскиот стандард, ние и на терен доста работиме преку организирање на работилници, културни настани. И сега во Охрид имаме студентска конференција на која што ги присуствуваат над 350 луѓе. И тековно секој месец имаме доста големи настани на кои што ги активираме студентите да присуствуваат, се со цел да покажеме дека студентскиот активизам постои, дека тука има можности за останување и за промена. Да. Добро, Николовски, ви благодарам за ова вклучување и секако и ние ви посакуваме што повеќе успех во вашата борба за подобар живот на студентите. Фала ви многу.
Сега, повторно одиме на една кратка пауза и продолжуваме со Тања Михайловска, Димитриевска, лидер и главен амбасадор за Северна Македонија на ВОБА.